Добро дојде во Магична сцена за Благоче Стојанов. Здраво, Благоче, како си? Здраво, супер, добро ве најдов. Ти благодарам за поканата. Се снимаме во Джинот, во Велешки театар, твојот матичен театар, каде што имаш направено преубави улоги. Морам да ти честитам за се што сум гледал досега со тебе. Сум воодушевен од старт кога те видов, од првото појавување твое во Слуга на двајца господари. Те гледа во Скопје, на Гола месечина гостувавте и беше навистина одвојување од сите останати кои што се сите со суперолги, но твојата беше нешто што ќе го паметам долго. Ајде да почнеме од почеток. Кажи ми зошто се одлучи за глума, дали како мал имаше афинитети кон театарот, кон уметноста воопшто, литературата, македонскиот јазик, што те привлекуваше, како дојде тоа да се запишеш на факултетот за драмски уметности? Па може да се каже уште дека во основно училиште, во оние представи што се училишни на патронен празник, мојата прва улога се сеќавам се уште е Поцко од Чорбажи Теодос, но после тој настан имаше еден период на запишување во средно училиште, се запиша во стручно училиште, средно стручно, и прва и втора година ми помина така без желба за театар, без желба да се запишам на драмски факултет, но дојде трета година средно, каде што учев заедно со Ангел Чуелиевски, кој што сега е професор на факултетот за драмски уметности, со Јанка Левкова, која што од средно се знаеме, денес ми е сопруга. И така се споивме тројцата и правевме представи. Се зачленивме во драмското во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани и во рокот 2 години, трета и четврта средно, направивме 9 аматерски представи. Некогаш се случуваше 3 представи одеднаш да работиме, и детска и 2 представи за возрастни. Тоа беше еден период каде што се навлеков на театар. И исто така тој период и брат ми се запиша, брат ми исто така глумец, тој се запиша на факултетот за драмски уметности 1 година пред мене, и така ми раскажуваше приказни, ми раскажуваше како му е, и така ми дојде желбата се запиша. Ги гледаше представите од Джинот во текот на тие години? За жал не гледав, ги гледав, со душа чекав да дојде драмскиот аматерски фестивал, и за жал тоа беше единствениот начин да гледаме ние представи во затоа што сум од Кочани, и со душа ги чекав. Имав можност да патувам да гледам представи во Штипскиот театар, затоа што нашата менторка тогаш на Кристина Атанасова Арсова од Штипски театар, кај неа сме играле во повеќе аматерски представи, таа режираше и таа нонстоп не водеше, кога играше представи не водеше со неа во Штипскиот театар, и таму имам многу представи гледано, во Велешкиот немам гледано тој период. Живееше во Скопје додека студираш, така? Да, додека студирав, живеев во Скопје. Имаше можност да ги гледаш представите во драмски театар во близина? Да, живеев во околината на драмски театар, така да и во МНТ и во драмски театар ги гледавме представите. Додека студираше, си имаше некоја желба, визија, каде би работел, што би работел, дали повеќе ти одговара комедии, дали трагедии, дали беше определен така како студент? Па каде би, не знам. Сите велат дека за комедија некако повеќе ме бидува за комедија, но јас повеќе сакам трагикомедија, е мојот така жанр што би сакал да го играм. Трагикомедија, пример улогата во Гале представата, улогата на Сорин, таа така си ја доживуваме на посебно си ја сакам улогата, затоа што е во исто време и комична и во исто време и многу тажна приказна има ликот, така да тој правец некако ми се допаѓа. Заврши со студирањето и како се случи Велешки театар? Велешки театар се случи после 6 години, ако не се лажам. Дипломира 2014 година во класата на Зоја Бузалковска. Тоа беше еден тежок период после дипломирање, период на разочарување, период на конкурси, период на одбивање. Имаше и период каде што едноставно не ми се гледаше театар, бев лут на театарот, не знам зашто, не знам од која причина. Имаше период каде што не живее во држава 2 години, па потоа
разбрав дека во Велешки театар ќе се отвараат конкурси, разбрав дека им беа потребни мажи и се пријавив. Дојдов на аудиција и дури после 2 месеци ми се јавија. Беше сигурен дека нема да те примат? Па бев сигурен затоа што беше поминато многу од аудицијата и после 2 месеци јави директорот и ми кажа дека сум примен и решив да се вратам пак. А каде беше, во која држава? Во Германија живеев, да. Работеше скроз нешто друго, така? Во друго, да. Со супругата? Да, тогаш ми беше другарка. Да. Што направи таа со студиите? Како ја оде не? Неизе во иста класа бевме и во средно и на факултет во иста класа. Па супер си поминав. Кога свативте дека треба да бидете маж и жена, а не другари? После многу време. Едноставно кога со некој ти е пријатно во друштво, ти оди муабетот, сакаш да си до него и едноставно тоа е тоа. Како беше чувството да ја напуштиш Македонија, да одиш да живееш во Германија и после тоа да ја напуштиш Германија да дојдеш во Македонија? Кој ти беше постресно? Постресно ми беше првото секако да си заменам одовде, затоа што се на некој начин се откажав. Додуше работев и во тој период неколку алтернативни представи, но тоа беа само неколку. Имаше еден проект тогаш кој го работев, Вчерашни новости, таму работев неколку сезони. И едноставно решив дека нема логика повеќе да се борам, си заменав, се откажав, како што кажа бев луд, ама ете, ме вратија. Кога ти соопштија прв пат дека си вработен во Велешки театар, како ти помина ноќите? Спиеше, размислуваше што да правиш, како да правиш? Не размислував многу, знаев дека животот поминува брзо и ако не го работиш тоа што го сакаш, не ја гледам логиката, не знам. Така одлучив, тоа ми беше мотивот да се вратам. Сакав да го работам тоа што го сакам. Сакав со насмевка да одам на работа. Јас живеам во Скопје моментално. Повеќето колеги живееме во Скопје. Не сакаш да живееш тука во Велес, да ти биде полесно или? Би сакал да живеам, но сега засекан за жал не зависи тоа само од мене. Жена ми работи исто во повеќе алтернативни представи, проекти, така да моментално за неа подобро Скопје има повеќе можности, да. Во Скопје ги гледате представите сега веќе редовно сите што се на репортарите во театар комедија во МНТ во Драмски? Последно што гледав е на аматери бев во театар комедија и бев на Куршуми над Бродвеј во Драмски театар. Тие две така ми се најтазе гледани. Мислам различен хумор во двете представи, секоја за себе, но кога ќе сум послободен, вака користам прилика да додам по скопските театри. А кога те вработија, која ти беше прва професионална улога? Прва ми беше Слуга на двајца господари и Труфалдино. Да, таа ми беше прва. Тоа ти се вика прво помашко, кога првата улога ти е толку впечатлива што одма сите ќе разберат кој е овој нов глумец што е дојден во Велешки театар. Еден од нив сум јас, кога ја гледав представата на гола месечина, знаеш, како да блескаше, како сјај да доаѓаше од твојата игра и после тоа сите ги знаев освен тебе, што не те познав. И викам, кој ова дете од кај дојде? Тоа вика, ново дете ни е откочени, многу добар актер и така. Многу бев задоволен јас што те гледав и одма дојдов ти придов да ти кажам дека навистина беше извонредно нешто. Една од подрагите улоги ми е таа, затоа што и прва во овој театар. И се сеќавам и на изведбата беше многу, затоа што беше на отворено и не беше исто како во театарот, требаше повеќе да дадеме, повеќе погласно да биде тоа, поголемо да изгледа и да, добра изведба беше таа. Вчера ја гледав представата Синиот портокал, каде што глумеше Самуел во оригиналната постава, после неговото заминување од овој свет, мораше представата да живее, заштото им остави аманет на останатите колеги дека тоа е навистина супер представа од тројца и лесно може да продолжи да го заменат. И замената беше соодветна во тебе. Да, исто и тоа ми една од потешките улоги, затоа што тие веќе поминале 3 месеци процеса, јас така им влегов, а сепак не е мала улогата, тоа го сватив отпосле. Многу измешано чувство имам за представата Синиот портокал. Од една страна имам одговорност затоа што го менувам Самуел, кој беше супер во представата. И од друга страна ми е драго што сум јас тој. И секогаш кога, мислам, досега играв 4 пати представата и се уште, како да кажам, не секогаш имам многу трема пред представа, имам многу нервоза, текст повторувам и тоа е единствената представа во овој театар каде што
онака имам срцебиење многу големо пред да излезам на сцена затоа што ја чувствувам големата одговорност во представата. И навистина е така, огромен текст имаш и не е баш лесна представата. 105-та изведба гледавме вчера, ти влезе во 102-та. 102-та, игравме во Демир Хисар, па игравме во овде една изведба, во Кочани игравме една и вчера ми беше мене четврта. Во представата фајке нешто што ретко сме го виделе на овие простори, таа е улога за Оскар, сигурно да беше во Америка ќе имаше Оскар добиена. Па да, мислам дека има многу награди добиено низ Македонија со таа улога. Да, и на Ристо Шишков има специјална награда добиена за актерска игра. Во Куманово мислам дека има добиено награда, не се сеќавам, во Крива Паланка нешто, ама има многу добиено и е феноменален во таа улога. Ти го гледаше како гледач прво, ја имаш гледано представата, затоа што кога си внатре не можеш да гледаш баш како кога си гледач. Да, имав гледано неколку пати, 3-4 пати имав гледано представата. И сега на шала јас тогаш кажав Самуел кога ќе одиш во пензија, мене да ми ја дадеш улогата, ама ете испадна сосема друга околност, мислам неубава околност и тоа е тоа. Каква беше одлуката, чива беше одлуката да бидеш ти на местото на Самуел? Да, режисерот одлучи, ми се јави, ми објасни, имавме 2-3 читачки проби, така имавме после 3 проби. Се уште со режисерот после секоја представа комуницираме, после секоја представа ми дава замерки и си запишувам и тие ги применувам на наредната изведба. Вечерва е господја министерка. Јас ќе ја гледам втор пат сега после премиерата. На премиерата беше не знам, досовршено добар, како и впрочем сите останати. Кога ќе заврши една представа, одма знаеш представата дали е идеално добра во однос на тоа колку актерите го дале својот максимум, колку режијата била добра направена, текстот нормално. И за таа представа можам слободно да кажам дека имате 10 плюс за представата. Таа представа која што ќе биде сигурно уште долго на репертарот, ќе се бара карта повеќе за неа, затоа што навистина се направени режисерско совршенство и глумачка хармонија. Па да, се согласувам, се дадовме сите 100% во таа представа. И сите мислам дека изградивме одлични карактери, одлични улоги и јас се надам дека ќе си игра уште многу години. Секој изведба ни уживање и мислам дека секоја наредна си даваме нешто плюс од себе си, некои нови работи, како живи се лиговите, не ни се затворени како во другите представи. Тоа од една страна некогаш ме плаши, ама од друга страна ми е многу драго затоа што ни е интересно. Во Македонија имаме актери кои што навистина што и да им даеш до совршенство ќе го одиграат. За разлика од актерите, со режисерите малце кобуриме. Единствен кој што се одвојува од сите е Синиша Евтимов, кој што од првата па натаму сите му се одлични представи, со тоа што некоја е хит, а некоја е само одлична представа. Ова е сигурно една од тие хитови. Па да, ова во Велес е хит представа, моментално заедно со вечера, мада сите представи, ретко во Велес, тоа ми е посебно драго, ретко во Велес да има онака полупразна сала. Секојаш се бара карта повеќе. Билетарката си има многу проблеми. Се продаваат и за ова и за вечера за глупаци исто така не е многу хит представа, каде што исто така секојаш е преполна салата. Мислам дека секој изведба е преполна за Синиот портокал. Еве сега Мало невино убиство, представата исто има голем интерес, таа е најнова представа. Авија најновата премиера со Васил Зефирчев. Да, со Васил Кети Италија. Велешани сакаат театар. Тоа ми е посебно драго. Колку често имате во неделата представа? 2-3 представи. Многу често и патуваме, исто гостуваме во други театри. Еве сега ќе одиме во Сплит со Синиот портокал на 16-ти, после одиме во декември, 10 декември сме во Смедерево со госпоѓа министерка. Кавадарци играме на 22 со госпоѓа министерка, одиме 2 до 3 представи неделно. Колку останатото време си слободен да правиш нешто друго? Во последно време можам да кажам дека 2-3 години веќе немам баш слободно време некое. Моментално имаме проби за нова представа со Елеонора Теова. Не можам да платам, не сакам да платам, се вика представата од Дарио Фо, која што би требало да има премиера околу 20 декември, не сум баш сигурен за датумот. Ретко имам слободно време, но го користам да биде околу театарот нешто поврзано. Исто така драмско студио водевме во Скопје, сега малку паузираме овој период во МКЦ. Јас, Јанка Левкова и Нина Максимова. Со драмското студио имавме исто така интересни проекти со децата. Еве баш пред 2 недели имавме една изведба на една представа со меното дрво со дечиња, со театар на сенки.
И тоа ми е така надвор од театарот. Како одеше спремањето на улогата на господја министерка? Колку Синиша е тој кој што го диктираше или ги прифаќаше сите тие твои иницијативи? Не ми беше лесно, морам да признаам. На маса имав еден сосема различен лик од овој што е сега, додека читавме, и тоа функционираше многу на маса, сите се смеа, беше многу смешно, сите има едно такво темпо, брзо, а јас бев така еден успорен, еден како слот. И тоа многу функционираше на маса, но кога дојде моментот за на сцена, свативме со Синиша дека го руши целото темпо на представата и моравме нешто да смениме. Ова му го предложив, му го покажав, му се засвиѓа, му се допадна. Не знам, играв една таква слична улога на факултет имам. Од Балканот не е мртов, Ристо и Христо улогите ги играв. И така ми текна на таа улога со Талија, баш си правевме муабет дека се сеќава на таа моја улога од академските денови. И вика, мај нешто слично така да пробам и ваму пробав. Им се засвиѓа. И мислам дека е окей. Не да е окей, него е одлична. Многу млади актери сте во Велешки театар и се гледа таа енергија која што имате на сцена. Можам да кажам дека умирате на сцена, се давате за улогата да биде перфектно одиграна и да биде прифатена од публиката, и публиката тоа го осеќа и затоа ве наградува и со аплаузи, со редовно доаѓање на представите и желни да ве гледат повторно и повторно. Се надевам дека и понатаму ќе се снимаме во Магична сцена, нема да биде ова прво снимање. Ќе те гледам сигурно во сите представи кои што ќе бидат на репертоар во Велешки театар. Дали размислуваш можеби некое гостување, дали би посакувал да смениш макар малку во некои од другите театри? Сега за сега не. Имав едно искуство пред 2 години, многу убаво искуство во дипломска представа на еден млад режисер, Борче Василевски. Тоа беше проект од независната сцена, алтернативната сцена, и онака многу ми дојде како еден вид рестарт, како еден рефреш, се вратив на академските денови. И исто така многу драга представа ми е тоа, Вилицата на Ивен Баерс. Си играше околу 10 пати, гостував ми во Србија со таа представа. И би сакал, си посакувам на себе така еднаш во 5 години пример да се пробам и вака алтернативно надвор од театарот, но во друг театар не знам. Секогаш убаво да се смена, да се промени некојаш екипа, да се промени со други луѓе, многу интересно да се работи. Не сум размислувал за во друг театар. Ти посакувам многу успеси, многу убави улоги, многу убави представи и фала ти што ни беше денеска гостин во Магична сцена. Ви благодарам и вам, се гледаме.